Добро вечер, јас сум Аско Ефтов, емисијата во центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема за вечерва – ексклузивна анализа и сите пикантности кои предходеа на тоа доделување на мандатот од страна на председател Иванов на новиот мандатар господин Зоран Заев, како ќе биде формирана новата влада и зошто Македонија се најде во ваква политичка ситуација и пред ваква политичка разврска. Одиме сега со политичка анализа, зошто Зоран Заев го доби мандатот и кои политички опции и кои можни политички разврски стоеја пред Ѓорѓе Иванов, пред Зоран Заев и пред целокупната македонска политичка, општествена и секаква друга јавност, односно што можеше се случи во Македонија и што ќе се случи. Каква стреки имате, господине Мицов, ако се остварат предвидувањата на рускиот министар за надворешни работи господинот Лавров за поделба на Македонија помеѓу Албанија и Бугарија, како Бугарија ќе живеете? Не, во Бугарија нема да живеам, ама јас ќе ви кажам друго. При првата ми средба со председателот Иванов и му кажах, председателе, не мислам, тоа беше пред повеќе години. Му кажах, председателе, не мислам повторно да емигрирам, да ми се така, да бидам принуден да емигрирам од Македонија во друга земја. Ова изјавата која подпишува во средата Зоран Заев во 4 точки, нема петта точка која сите очекувавме, тоа е закон за јазици. Значи не се обврзува Зоран Заев дека нема да го изгласа или да го стави на гласање законот за јазици. Тоа подразбира една интересна политичка можна разврска, кај што Дуј би инсистирал законот за јазици да биде изгласан во парламентот пред гласање за избор на новата влада. Овој документ што Заев го даде, ако држи до него, ја поништува албанската, односно тиранската платформа, што според мене го става на стаклени нозе, доколку албанскиот фактор кој што се состои од 5 партии кои што го подржуваат инсистира на таа платформа. Таа платформа е изразито антимакедонска и Заев ја прифати неа кога ги собираше потписите за да стане мандатар. Со овој документ ја мислам дека тој сосема ги избања неговите албански партнери. Еди Рама не успеа да ги собери сите албански партии од Македонија на иста маса, ама Зоран Заев веројатно иста влада ќе успее да ги собери. Првиот чекор на Заев, односно дистанцирањето од тиранската платформа нема да му оди баш така лесно како што се чини у прв поглед. Еве ги гледам и првите реакции на аналитичарите или критичарите, не се воопшто позитивни за чекорот кој го направи Заев, ниту помалку критични се кон албанските партии. Денеска гледам аналитичарите албанци се доста им посветуваат простор информативно токму на овие, поставуваат прашање кој ќе сноси одговорност за потписите кои ги ставија таму у Тирана. Всушност, Зоран Заев гарантираше дека тие потписи на албанците не важат. Така, јас можем да го разберам тоа што тој го гарантираше кога го доби мандатот од Ѓорѓе Иванов. Предходно им гарантираше на Дуј дека ќе им ги почита потписите, нели она гаранција што беше испратена од Бихачка до седиштето на Дуј во Мала Речица, и сега имаме две гаранции. Која гаранција од поголема вредност? Таа што има даде на Ѓорѓе Иванов или таа што има даде на албанците и албанските политички лидери? Гледано од мој агол, мислам дека гаранцијата од дистанцирањето на тиранската платформа изгледа во моментов е многу поголема отколку таа втората гаранција. Пред да го земе мандатот, пред Иванов многу на сомнителен начин се дистанцираше од таа платформа,
А баш платформата беше како главен услов на ДУИ да прифаќа коалиција со Зоран Заев. Прва пауза за реклами, останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна ќе се вратиме со втори дел на нашата вечерашна емисија. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати, барајте оригиналната ЦХ. Пред илјадници години ги осветли нашите умови за да ја сватиме вистината. Трчавме низ вековите додека Томас Едисон направи чудо. И даде енергија и ние го дизајниравме егло во срцето на Австрија. Од 1969 секој ден растеме кон совршенството. На секои 2 секунди една светилка егло се вклучува за прв пат. Манекс го доведе во Македонија. Егло. My light, my style. Гледате, сега Зоран Заев прв пат во овие 2 години, бејќи тој овие 2 години беше Олег Валенса. Да. Една герила, делуваше надвор од институции, ги дерогираше сите институции, шарени револуции, така натаму и така натаму, снимање во диво населје. Сега одеднаш тој станува институција во рамки на Република Така е. Македонија. Значи, од илегала, во наводници, од герила, станува Па затоа мислам власт. дека е добро што му се даде мандат. Од проста причина што Талат Џафери не е изберен со 61. Изберен е надвор од институција, надвор од процедура и надвор од сите закони и надвор од здрава логика. На тој начин, ако не му беше даден мандат, ќе беше изберен и Зоран Заев. така И што ќе беше прифатен и така поддржан што- од меѓународна заедница. токму тоа ми е зборот, меѓународната левичарска, крајно левичарска структура која што ја води Сорос, а под негова контрола си Могерини и Хан, и делови од Deep State. И клучно, левиот дел на Германија, бидејќи дел на Германија, така е. кризата во Европа во моментот последните 2 или 3 години се случува, бидејќи во Германија има политичка криза, кај што двете најмокни партии, партијата на Меркел и левицата во Германија се во иста влада. Така и е. тоа е тоа двовластие што постои во Германија се рефлектира. Ајде да ве потсетам кај беше на проштална средба Обама. Прво беше во Атина, од Атина отиде во Берлин. Во Германија. Значи, идењето во овие 2 држави во Европа на проштална средба после изборот на Трамп беше да се предаде штафетната палка за тоа како ќе се игра играта во Европа и како ќе се игра играта на Балкан по неговото напуштање, а под контрола на левицата. И чекор понатаму. Каде беше последната посета? На поранешниот шеф на Така ЦИА. е, така е. На Тој Тирана. беше во Тирана. На Тирана. И после тоа ја добивме оваа Тиранската платформа. платформа. Спомнавте германското МНР. Мислам, такво соопштение да даде германско министерство за надворешни работи, кажува дека нивниот амбасадор тука се служи со лажни вести. И не е прв пат. И за бегалската криза имавме иста ситуација, па канцеларката Меркел мораше да се извинува јавно во Брисел кога имавме за бегалската криза за неточни податоци кои ги добивала од нивната амбасада тука. Имаше еден виц кој во ЈНА го кажувавме, доаѓа мало ромче. Таков е вицот, Да, нели, не е одрано намерна ромската националност и мој на капетано, друже капетане, ќе бегаме или ќе се предаваме? И како вас ви личи сега оваа ситуација? Некои 2 структури прогласија победа, и едните, и другите прогласот победа. Што вие би прогласиле? Па видите, поетот Раде Силен има еден добар стих по тој повод. Вели, во земја на каменни глави, поразот како победа се слави. Тоа е добра поента. Па добра поента. И што сега, господине Хајдари? Сега имаме една нова ситуација. Заев го доби мандатот,
Ако не го добиеше мандатот, веројатно ќе се направеше влада по истиот принцип како што беше изборот на Талат Џафери. Значи ќе требаше да се направи на нова политичка драма, нова политичка ескалација со интервенирање на јавното обвинителство, со интервенирање можеби на војска, на полиција, ако се стори пат излезе надвор од контрола. Како на многу структури во Македонија тоа да им одговараше. Ние гледаме по хотелите кои све имал букирано соби и престои во Македонија овие неколку денови, значи се очекувала ескалација на политичката драма. Заев го прифаќа мандатот, значи официјално сега веќе ќе може или нема да може да формира влада, но се откажа од Тиранската платформа. Не мислам дека баш така лесно има да оди ова оградувањето од Тиранската платформа заради тоа што скапо ќе платат политичките партии на албанците, мислам со опаѓање на рейтингот. Видите, не ова средба што беше пред 2 недели на Малта, него она средба која некаде пред месец дена се случува на Малта, кај што учествува Никола Груевски. Она е средба на лидерите на демохристијанските партии во Европска унија кои се на власт, кои се клучни во Европската унија. Значи велат луѓето кои биле присутни на тие средби дека таму е договорена широка влада, дека и Меркел дала согласност за широка влада со 6 месеци или со рок на трајање од 18 месеци. Меѓутоа не дава другите структури во Европа. Значи тоа што се случи на 27 април, по мене, беше последната шанса да не биде формирана широка влада, односно да биде формирана влада на Зоран Заев. Настаните од 27 април сега веќе добиваат поинаква димензија. Може да се предпостави дека некој имал смислено сценарио да се наруши договорот за техничка влада која што би траела 18 месеци и која што би траела како влада за да се смират овие политички тензии и да се оди на нови предвремени избори. Например, Лјупчо Ѓоргиевски, го гледате, човекот толку не бил активен ко премиер. Вела дека клучни играчи, не една мокна амбасада во Македонија, пред 27 април има 2 средби, најмалку 2 средби во седиштата на Лјупчо Ѓоргиевски, кај што Лјупчо Ѓоргиевски ги добива задачите. Како да делува, што да делува, со кого да делува и што да соопшти пред македонската. Точно е, настапите на Ѓоргиевски на 11 декември, потоа молчењето 5 месеци и сега наеднаш појавувањето со вака прилично засилено темпо индицираат дека има добиено инструкции како треба да се однесува и што точно да каже. Односно поранешниот лав Лјупчо сега станува канаринецот Бубе, кој треба да го соопшти тоа што треба да го соопшти, што му е дадено ко задача по партитура што се вели. Како на Евровизија да е, нели? Па така е, воочено е дека само тој може да со некаква колку толку кредибилност да каже, бидејќи ако другите партнери се појават, знаете дека еден од тројцата ветуваше промена на име за неколку дена со видео материјал кој што слободно циркулира на социјалните мрежи, така што тој е многу искомпромитиран, додека за Лјупчо се смета дека можеби ќе повлече. Она што тој го направи на 11 декември е тотален дебакл за нивната трипартитна коалиција, меѓутоа голема штета за ВМРО-ДПМН, бидејќи во тоа техничко менување на бројките, тие 25.000 гласови значат можеби 3 или 4 пратенички мандати за ВМРО-ДПМН. Така што одиграни се варијантите добро смислени од Deep State. Без Лјупчо Ѓоргиевски, без тие 25.000 гласови или со тие 25.000 гласови, разликата ќе беше 53-47 по корист на ВМРО против СДСМ. Или 54-55 можеби. Ѓорги Иванов можеше да го следи примерот на првиот македонски председател господинот Киро Глигоров и всушност да постапува како тој вели според таа воспостановена практика 91-92 година, односно во истите принципи, истата политика, истата стратегија која Киро Глигоров ја применуваше 91 година при формирањето на експертската влада и 92 година при формирањето на владата на Бранко Цренковски. Ова е книгата на господинот Киро Глигоров или неговите мемуари Македонија се што имаме. На страна 182 господинот Киро
Киро Глигоров го анализира начинот и моделот на кој е формирана експертската влада на Никола Клюсев и вели: како председател на државата, како што е редот, прво му го дадов мандатот за состав на новата влада на лидерот на ВМРО ДПМН господинот Лјупчо Ѓоргиевски. По неколку дена господинот Лјупчо Ѓоргиевски ми се јави и предложи четворица кандидати како предлог за мандатар од страна на ВМРО ДПМН. Тоа биле Александар Лепавцов, Тодор Богданов, Милан Ставрев и Пандил Костурски. Меѓутоа, гледате што вели Киро Глигоров на тие или на така предложените 4 кандидати од страна на Лјупчо Ѓоргиевски на ВМРО ДПМН. Според Киро Глигоров и според тоа што го пишува во неговите мемуари, тој вели дека тие личности за мене, значи за него, биле неприфатливи. Од тука па натаму Киро Глигоров веќе не ги почитува предлозите за мандатар од страна на ВМРО ДПМН, туку оди во самостални преговори со можните кандидати за формирање на експертската влада. Првиот кандидат е Никола Узунов, академикот Никола Узунов, еден од најголемите економисти кој се родени на територијата на Република Македонија, татко на господинот Узунов, кој до пред 2 години беше подпредседател на СДСМ. Тој одбива да биде мандатар на првата експертска влада и подосна Киро Глигоров ги отпочна преговорите со Никола Клюсев на крајот. Никола Клюсев во март 1991 година станува мандатар или премиер на експертската влада. Всушност Ѓорги Иванов можел да го спроведува сценарието Киро Глигоров. Зошто не го спровел сценарието Киро Глигоров и таа воспостановена практика на која се повикуваше изминатите 2 месеци, ќе покаже времето. И што понатаму? Каде оди Македонија, според вас? Сега Македонија од 27 април, таа е окупирана држава. Окупирана практично. Сега, од кого окупирано? Тоа е тешка на формулација. Тешка формулација, да. Тоа е окупирана од нејзините непријатели. Пошто непријатели, таа има и внатрешни непријатели, има и надворешни непријатели. Многу ми да смета дека на 27 април во Македонија се случи 5 октомври, или тоа што се случи 5 октомври 2000 година, кога беше инаугурирана една структура на ДОС, Зоран Џинџич, Војслав Костуница, и беше замената структурата на Слободан Милошевиќ, со истите пари, средства од Америка, отпор, невладини организации, шарени револуција, така натаму и така натаму, и овде на еден начин насила беше направен тој наш 5 октомври. Од тој 27 април работите одат што се вели како на филмска лента. Така, јас бих кажал од друга страна, за мене 27 април може во иднина, не сега, во иднина ќе биде споредуван, јас дури го напишав, ќе биде државен празник како 11 октомври. Пошто на 27 април дел од македонскиот народ, храбри македонци, се обидаа со голи раце да се спротивстават на тој пуч, на тој државен удар. Ови се тешки збори. Знаете, свесен сте кои харанги, кои напади ќе имате после вакви кажани збори дека тоа ќе биде 27 април како 11 октомври. Јас тоа сум го и напишал, да. и тоа ќе биде. Тоа ќе биде иако независно пошо ќе помине. Пред 150 000 луѓе и ќе се најдат сигурно многу луѓе кои ќе речат како не ти е срам, оправдуваш штепање, оправдуваш насилие, пратеници у парламентот за малку ќе загине. Јас оправдувам се и ќе го повторам, оправдувам се во одбрана на својата држава, на својот народ, на својот идентитет и на своето име, се. Тоа е. Хушкате македонец на македонец. Тоа е всушност желбата на сите кои не ја сакат Македонија. Со овие збори, вие всушност хушкате македонец на македонец. Свесен ли сте дека тоа може да донесе? Знаете, во време на Втората светска војна шо беше? Немаше книжници, немаше предавници и шо правеа? Нали? Кога некој се бори против својата држава, против својот народ, тој за мене не е македонец. Македонец не е тоа што е роден тука во Македонија. Македонец е тоа кој има македонска самосвест и не само самосвест, току е спремен за борба за својата држава, за својот национален интерес. Тоа е за мене македонец, а не што е роден во Струмица или не знам кај или во центарот на Скопје. Например, Ратан Груби секој втор ден беше по телевизии и цитираше делови од договорот помеѓу Дуи и Али Ахмети од една и Зоран Заев и СДСМ од друга страна. Бојар Османи секој 3 дена беше по медиумите и тој цитираше што имала Тиранската платформа. Подури се одеше до одредени формулации дека ако не се употребува албанскиот јазик, казната ќе биде 5000 евра. Тоа не го кажувавме јас и вие, го кажува функционери на Дуи,
Тоа не го демантира функционери на БЕС и одеднаш нели сега остануваат на еден бришен простор. Им останува само законот за јазици да се усвои во парламентот пред гласање за владата, бидејќи која е гаранцијата дека повторно Зоран Заев нема на некој начин да се договара со едни на еден начин, со други на друг начин. Артан Груби, Дуи и Бујар Османи може се што делови од параграфи од таа платформа да изнесуваат. Они како партија прифаќат неофициализирање, што значи еретерират од тиранската платформа, него прифаќат унапредување на употребата на албанскиот јазик. И јас на тие партии кои за временски рок од 24 сата поминуваат од еден екстремен став во другиот, не им верувам повеќе. Еден ден пред мандатот да го даде Ѓорги Иванов, ние ги имавме анкетите последни на ИРИ, на вистина од 13 март, може би малку застарени, меѓутоа со драматични разлики во корист на ВМРО во однос на СДС. Меѓутоа, ако ги трнеме настрана македонските партии, ако ги анализираме албанските партии според тие анкети на ИРИ, тама е односот 7 спрема 7, 7 за ДУИ, 7 за БЕСА. Ако ДУИ и БЕСА се така изедначени, нема теориски шанси во иста влада на Зоран Заев да бидат присутни министри на БЕСА и министри на ДУИ. Логиката вели дека ДУИ има една единствена шанса да ги земи клучните ресори кои што ќе може судски, полициски, секако поинако да ги санкционира луѓето од БЕСА. Ако ДУИ тоа не го направи, БЕСА ќе ги победи на следните избори. Одам и чекор понатаму. Лидерот на БЕСА, Билал Касами, пред 2 недели во турски медиум дава изјава кај што вели: јас се борам против марксистичките структури, мисли на Али Ахмети, мисли на Хашим Тачи, и енверистичките структури, мисли на Еди Рама. Тоа се драматични конфликти во албанското милје, кои ние не ги гледаме, милиме тие се компактни, не е така. Тие се раскарени многу повеќе отколку ние македонците. Овие конфликти допрва ќе добиваат на сила. Вие знаете дека тие не гласаа за Талат Џафери, што ги сведува максимално можни на 62 гласа Значи во овој 60 до момент. минус 5, тој 62. Како што знаете, Села најави дека ќе биде подолго време одсутен од Македонија. 61. Ова е мощне, тенко мнозинство и кој знае дали се 61. Значи големи... Али Ахмети не треба зап да го боли у наредните 2 месеци за да може да гласа. Така е. Јас мислам дека... Ќе ги притиска ДП, затоа е притисокот голем врз ДП, те нивни 2 пратеника, да може да гласаат за Зоран Заев. Но и така да биде, пак е тенко мнозинството, кое што не може да доведе до позитивен демократски развој во еднина и ќе биде уценето со тиранската платформа, односно постојано ќе му се испорачуваат барања кои што немаат врска со подобрување на животот, ами имаат врска со промена на структурата на државата. И се ние имаме 2 документи. Да. Ова е документот кој Зоран Заев го доставува до Ѓорги Иванов. Има уште еден документ кој Зоран Заев го доставува до Али Ахмети. Ние не знаеме која е содржината на тој документ, меѓутоа врз база на тој документ кој го достави и го согласи со Али Ахмети, тој ги доби подписите на албанците за да може да го добие мандатот за формирање на новата влада. И вие имате влада која ќе функционира и ќе почива на 2 документи, едниот знаеме што содржи, другиот не знаеме, и на една тиранска платформа. Така. Тоа се 3 документи. Тоа се 3 документи кои прават исклучително кревка таа влада. Ако Заев го подпишува и го дава овој документ, тогаш како Али Ахмети него ќе му верува, освен ако не му го изгласа законот за јазиците? Јас не сум сигурен дека ќе си веруваат. Господинот Заев некого има излажано. Или го лаже Ахмети, или го лаже Иванов, или не лаже сите нас. Или, не дај Боже за него, ја лаже американска амбасада. Па можно и тоа, бидејќи се слушаат гласини дека ова што го дал како гаранција кај Иванов не било потврдено, односно одобрено од амбасадата. Ова што го подпишува Заев е салто мортале. За него? Да. Да. Бидејќи ова, ако тој го реализира, нема албански гласови. Видите, он го направи првото салто мортале. Он е единствениот човек во Македонија кој што ги нагура сите албански партии во коалиција само за да направи влада. Он има поддршка од 18 пратеници, што значи дека ако направи влада со тие пратеници кои што му дадоа поддршка да биде мандатар, тоа е внесување на 90% од гласачите албански во влада.
А истовремено гурање надвор од влада и минимизирање на изборната победа на најголемата македонска партија, што значи фрустрација кај најголем дел од македонците, а радост кај најголем дел од албанците. Ова е мощна, опасна ситуација, која што не сум сигурен дека ќе може да издржи. Втората можност беше Зоран Заев да формира влада без добиен мандат од страна на Ѓорѓе Иванов, односно да биде формирана влада по истите принципи на кои беше избран Тала Џафери. Тоа значеше две Македонии, две влади, два парламенти и граѓански конфликт во рамки на Република Македонија. Тоа ќе подразбираше функционирање или делување на јавното обвинителство предводено од Зврлевски. Тоа ќе значеше излегување на полицијата и на армијата на македонските улици. Тоа ќе значеше можен конфликт во рамки на Република Македонија. Тоа не го избра Зоран Заев, не го избра и Ѓорѓе Иванов, бидејќи таа влада ако беше формирана како што сега стојат работите и според сегашните шпекулации, немаше да биде призната ниту од Русија, ниту од Србија, ниту од Грција, а како што кажуваат луѓето, ниту од Унгарија, ниту од Австрија. Значи тоа ќе беше влада која немаше да има поддршката на целокупната меѓународна заедница. На тој начин само дополнително ќе беше продлабочена политичката криза во Република Македонија со сериозни опасности дека таа политичка криза ќе може да излезе од контрола и да се претвори во еден граѓански конфликт. И добро, господин Мицов, например, вие пред 2 години на телевизија Алсат излеговте, го напуштивте студиото или напуштивте дебатата, бидејќи ви се обраќа на албански јазик. Така. Во мојата земја ми се обраќа на албански јазик. Како што сега стојат работите, или не се кажува, меѓутоа ќе видиме како велат басмата после прање отвара, по 1 година или по 2, може на некоја телевизија у Делчево кога ќе гостувате, или у Берово, или у Пехчево, по доздола вашето интервју на албански ќе се титлува. Ако така се договорат политичките субјекти. Видите сега. Како вие би се чувствувале, гледате? Не, видите сега. Јас мислам дека таа работа ние нема да стигнеме до таму. Нема да стигнеме до таму, не заради, тоа сум сигурен, и то не е заради политичките субјекти. Точно тие политички субјекти, кои ние ги имаме 26 години, тие политички субјекти тие ни донесоа до тука, практично. Пошто за 26 години се сеќавате кои се управували? Управували се 2 партии, СДСМ и ВМРО. Господин Мицов, видите, во средата Иванов се прогласи визионер. Така? Ја спасил Македонија. Да. СДСМ се прогласи победник, срушил режим. Така. ВМРО се прогласи победник, бидејќи го натерале СДСМ да се откаже од Тиранската платформа и ја спасиле Македонија. И имаше еден текст на Петар Луковиќ, некаде пред 15 години, после она олуја во Хрватска се сеќавам, или Косово беше. И пишува да Слободан Милошевиќ вика: повторно победивме. Дај Боже еднаш да изгубиме, може ќе ни биде подобро. Вака од сами победи или победа до победа нас не е 25 години се полошо. Добро, ама јас прашам, сега како продолжување на вашето прашање, јас прашам, победа за шо? Партиска победа. Мене ме интересира национална победа, победа за државата, победа за Македонија, а не какви се тоа. Едниот партиец вели јас сум победник, другиот партиец вели јас сум победник, а всушност државата губи, народот губи. Мицов, ние сме држава која е финален куп во фудбал не може да организира во главниот град, мора у Струмица. Ние сме држава која е меѓународен надпрем Македонија, Албанија, не може во главниот град, во Скопје да организира во Струмица. Па тоа е за жал. Време у Благоевград, у Солун, у Кукушка има убави стадиони, таму ќе организираме, бидејќи не сме во состојба да си ја зачуваме, спасиме државата, редот и безбедноста. Па за тоа зборам дека ние од 27 април де факто ние сме окупирана држава, а од средата со даването на мандат на Заев и компанија, неговата албанска компанија, ние и официјално сме капитулирали. Значи и де јуре, де факто и сега веќе и де јуре. Ние практично немаме држава и тоа го кажувам директно, независно дали 150, дали 300.000, кој ќе збори. Вистината е таа. Ние имавме една ситуација, например, на 11 декември албанците беа незадоволни од албанските политички партии. Еден дел од гласовите завршеа БЕСА како нов политички субјект. И тоа беше за нас македонците некој изненадување, но не и за албанците и луѓето кои ги познаваат тие работи. Еден дел гласаше за СДСМ, бидејќи сакаа да ги казнат партиите ДУ и ДПА и другите кои беа
дел од власта на еден или на друг начин во Република Македонија. Сега Зоран Заев, например, се дистанцира од Тиранската платформа, односно гарантира дека нема да ја спроведе. Што му останува? Законот за јазици во парламентот или да ги ослободува сите овие обвинети Монструм и така натаму Сопот. Значи тоа што го ветуваше со бомбите, што не го направи. Тоа е веќе вовед во една нова радикализација на состојбата помеѓу албанците и помеѓу македонците. Ако ретерира исто како и Дуј ако ретерира и Заев од она што го вети за време на кампањата, а еве фактите говорат дека ретерира, почна со тоа со интервјуто за Блиц српски таму Косово, демек е Србија, срце на Србија, сега со Тиранската платформа и он скапо ќе ја плати ова кампања или како да се изразам дволичност. Едно за српските медиуми, друго за албанските медиуми. Едно сосема трето за македонските медиуми. Зоран Заев одбра варијанта да формира влада врз база на добиен мандат од страна на председател Ѓорги Иванов. И тука се поставува прашањето, почитувани гледачи, зошто Зоран Заев одбра да формира на тој начин влада, а не влада без доделен мандат, како што беше изборот на Талат Џафери. Тука ќе направиме една политичка анализа со која се надевам дека ќе ви го отсликам сите тие работи и предизвици кои се најдоа на патот на таа комуникација помеѓу Зоран Заев и Ѓорги Иванов. Во последните 2 или 3 недели, значи после 27 април и тоа што се случи во македонскиот парламент, одеднаш гледате како руската дипломатија јас нема ниту еден став кој, например, би бил во функција на тоа што окажуваше рускиот министар за надворешни работи господинот Лавров, дека Македонија се наоѓа пред граѓанска војна и пред можна поделба на албански дел кој би се споил со Албанија и дел кој би се споил со Бугарија. Значи, изминатите 3 недели руската дипломатија воопшто не беше активна на тој вербален план. Во овие 3 недели ниту пак американската дипломатија не беше активна на тој план. Ако може да видите, американскиот амбасадор во периодот кој е формирана владата на Зоран Заев, односно даден мандатот за формирање на владата на Зоран Заев, не е присутен во Република Македонија, тука е во Соединетите американски држави, во градот Бостон, кај што живее неговиот син. Значи, двете клучни дипломати, двете клучни држави не се активни во Република Македонија. Зошто? И едните и другите веројатно очекува формирање на влада без доделен мандат и дополнителна ескалација на политичката криза во Република Македонија. Ке се изненадите, почитувани гледачи, ако дознаете кои све од големите западни и руски дипломати имале резервирано хотелски соби во највидните хотели во Република Македонија и во Скопје, предпоставувајќи дека македонската политичка криза ќе ескалира до големи размери, односно Зоран Заев ќе формира влада без добиен мандат. Тоа не се случи. Тука има една дилема. Дали агентот Тесла кој функционира од американска страна и агентот Тесла кој функционира од руска страна, бидејќи во Република Македонија има 2 агенти Тесла, еден американски агент, еден руски агент, биле изиграни во последен момент, бидејќи има неколку варијанти, неколку верзии на таа изјава која потпишува Зоран Заев и согласно со Ѓорги Иванов. До последната финална верзија информирани се и русите, и американците, и Брисел и Европската унија. За финалната верзија знаат само Зоран Заев и Ѓорги Иванов. Посредник или човекот кој дава совети што да се прави во таква ситуација господинот Зоран Верушевски. Сите кои се разбират во безбедносно разузнавачко работење знаат дека Зоран Верушевски пред да стане близок пријател на американците и на британците бил близок пријател на русите. Видете каква една политичка разврска се случува во рамки на Република Македонија и тоа всушност ја измркнува Македонија да не влезе во граѓански конфликт. Значи, после 11 декември, која нова ситуација ние имаме на политички план? Прво, за попис, кај што ќе се покаже колку албанци има во Македонија, треба да заборавиме. За уставни измени, кај што би ја вратиле унитарноста или автономскиот карактер на Република Македонија, треба да заборавиме. Стартната позиција од која тргат сите албански партии во преговори со сите идни македонски влади е функцијата председател на собранието. Под таа функција нема додат. Министер во еден од клучните ресори, царина, управа за јавни приходи. Значи ви гледате, во 4 месеци албанците кои беа губитници на изборите на 11 декември, со паметна политика стигна да се добитници и стартната позиција да ја кренат барем за 100% повеќе него што беа на 11 декември. И па тоа е потврдено тоа дека изгубихме државата. Ама јас не се слагам со тоа дека не можеше да се спроведе попис. Пошто попис, видите, попис може да се спроведе за неколку денови. Попис преко податоците кои се во МВР, податоци кои се на други места. Тука не збориме за имотни и други. Ако сакаш, тука збориме за идентитет.
Попис може да се спроведе само за неколку денови. И ако не се е спровел, тоа што нема желба да се спроведе. Значи некој не сака Не сака да се... Како попис. не може да се спроведе попис кога сите податоци се во државните институции? Значи гледате Бугарија, со толку роми, Да. со толку турци, Да. па може попис да Па направи. може да се направи. Романија, со напуштени Не, пошто места, некои со зборат. Видите, пошто некои зборат, ама попис са потребни неколку месеци. Не, попис са потребни 3-4 Косово, дена. кој не беше држава, Да. па правеше пописи. Да не збориме за Албанија, кај што Да. северот и југот не комуницираат, па правеше пописи и така натаму. Значи, единствена држава во светот. Значи нема желба да се Македонија. направи попис. Нема желба и од двете страни. Видите, ние градиме држава не на темели, ова што сега не се случува. Ние градиме држава на темели од кренвишли. Ние тоа сме го учеле во политиката, во новинарство Да. и така натаму, кажувалат, не градиш државата на стабилни темели, туку на темели пежоративно, како метафора ова се кажува, на темели од кренвишли. Па тоа е уште од почетокот. Уште од почетокот. Јас секогаш сум кажал, нашиот устав и неревидираниот устав е импотентен. Зашо е импотентен? Па првото тоа е, нема устав на држава во која населението на таа држава да има само права, да нема обврски. Отворете го македонскиот устав и видите дали има некаде обврски на граѓаните кон државата. Има права за тоа, права. Па тоа е првото. Како што сега стојат работите. Значи, нас не чека драматичен внатре албански конфликт. Така е. Кај албанците тоа не оди салонски. Внатре албански конфликт, гледаме на Косово, сме гледали и во Албанија. Тоа значи Калашников демократија. Да, ве подсетам на Најчесто. 2008 на изборите. Загинат учаери преку 10 ранети Не само- на изборите меѓу ДПА и ДУИ. Не само тоа, Усмен Петровски. Последниот пат две албански партии беа дел од владата во мандатот на Љупчо Ѓоргиевски. Стануваше збор за партијата ДПА и партијата ПДП. И стана војна. Значи, двете клучни партии. Имаше неколку пати прегласување во Тетово околу изборот за градоначалник, на крај седна и се договорија процентуално како да ги поделат, со заедничка листа отидоа на изборите, бидејќи не може да ги смира срастите помеѓу нивните членови и симпатизери. Сега прв пат има конкуренција, тоа е Беса. Така Или е. ќе направи све да ја уништи Беса. Тоа е Беса ќе направи сериозна све конкуренција. да се спаси и да се брани. Во албанскиот кампус, напаѓање и бранење, знаеме како се одбива. Да, се решаваат некои работи со оружје. За жал, оружјето стои и во албанската химна. Некои прерогативи за тоа какво е однесувањето на албанците треба да се побараат во милјето кое што е во позадина и во документите кои што го фундираат основањето на албанската држава и обидот да се основа голема Албанија. Ова е, ако не Да. се лажам, стратегијата на Албанската академија на науки и уметности. Да. Тоа е еден фундаментален документ, или ние постојано говориме за манифестот на САНУ или Да. на Српската академија на науки 86. и уметности, Да. кој всушност многу ми И тоа е тук. Нели, тоа е таму, многу на смета Да. дека тоа е подлошка на растурирање паренична сафара Југославија. Меѓутоа 98 Да. година албанците имат исто една стратегија усвоена, во која се дефинира големо албанската стратегија на Балканскиот полуостров. Да. Што е суштината на таа стратегија? Знаете што е опасноста? Што ова е документ кој што е усвоен од Албанската академија на науки. Значи не е усвоен од политичка партија, не е усвоен на местна заедница, туку од највисоката институција која што се занимава со наука. И во овој документ практично ја имаме подлогата за војната во Косово и подготовката за војната во Македонија 2001. Ние сите се нафрливме на тиранската платформа на Еди Рама, но никој не влезе во суштина што е изворот и на што се темели таа платформа. Може да Платформата на Рама се темели се на тоа. темели токму на оваа платформа на Академија на науки на Албанија, која што е издадена во 1998 година. И токму тука се дефинирани сите цели кои што беа вградени во барањата за федерализација, односно правење на Македонија на бинационална држава. Предпоставките се следни. Дека во Македонија има 35% албанци,
Значи они тврдат дека тие 35% во блиска иднина ќе станат повеќе од 50% и дека Македонија има два начина како да се развива понатака. Или да стане како Австро-Унгарија, значи држава на два народа, или да има независност, односно покрајна која што ќе ги обединува деловите во Западна Македонија. Како и да се наруши унитарноста на оваа порозна држава, како што не нарекуваат на славомакедонците. До сега немало две мокни албански партии кои се составени дел на владата. На анкетата на ИРИ кој се објави пред неколку дена, прв пат ДУИ и БЕСА се изедначени на една анкета. 7% ДУИ, 7% БЕСА. По некои параметри 8% ДУИ, 7% БЕСА, меѓутоа тука е разликата. Ако тие две партии се дел од владината коалиција, тогаш конфликтот помеѓу БЕСА и ДУИ ќе се рефлектира врз работењето на владата. А конфликти во албанскиот политички кампус не се салонски, туку се најчесто калашников конфликти. Тоа го имаме како пример гледано на тие конфликти помеѓу ПДП и ДП. Колку време не може да се избере градоначалник на Тетово? Една година без малку не можеше Тетово да има свој градоначалник. По 1998 година се договорија 24 или 25 пратеника да ги делат во сооднос 14-11. Така беше. Не верувам дека такви структури во партијата на БЕСА и партијата на села калаш политичари или структури криминални како што има у ДУИ. Не верувам дека кај Зијадин села и кај БЕСА има такви структури. Слушавме пукање кој села излезе од болница во Струга. И тоа беше пукање, мислам дека у Сирија немаше така везено рафално пукање. Тоа Васко и по наши свадби, тоа традиционално се манифестира на таков начин, за жал. Да. Не го оправдувам, викам за жал. Не е тоа нешто, ама да употребат оружје за политички цели не. Јас го разбрав со закана, знаете. Морам да ви признам. Кога слушав како се пука рафално кога излезе села, тоа го сватив како закана. Ако следниот пат нешто направите, ние располагаме со огромно количество на оружје. Тоа јас и македонската јавност така го разбравме. Така, ама не, сепак не така можам да гарантирам и јас неколку пати сум бил дел на такви настани кога слават на пример една победа или што знам нешто друго, така се слави. За жал, викам, не ги оправдувам. Ама дефинитивно такви структури кај БЕСА и села нема. Калаш структури нема. Може би утре може да се случува се што, ама колку јас ги знам, а имам доста информации и кај една и кај другата партија нема такви. А кај ДУИ имаше, ние пријавиме и случај кога ни дојдеа натре таму со оружје. За жал, значи. Во Лајм. Да, во Лајм, да, дефинитивно дојде у канцеларија. Ова изјавата која усогласија Ѓорѓе Иванов и Зоран Заев, постојат 5 или 6 нацар верзии на ова изјава. За сите тие нацар верзии биле информирани Брисел, Вашингтон, меѓутоа и руската дипломатија. Всушност тие давале свои сугестии, свои предлози како да биде составена изјавата. Ке се изненаите, почитувани гледачи, ако еден ден, а ја се надам дека во многу брзо време, бидат пред очите на јавноста презентирани сугестиите кои доаѓале од Москва, од Вашингтон и Брисел, како да биде составена таа изјава. Македонија била на чекор пред граѓанска војна. Македонија била на чекор пред можно формирање на варијанта Донбас, еден дел од Република Македонија да се отцепи или да прогласи независност во однос на централните власти. Всушност, сугестиите кои биле давани од меѓународната заедница за составот на ова изјава која усогласиле, подоцна ја прифатиле Ѓорѓе Иванов и Зоран Заев, ја покажува целата непринципијалност на меѓународната заедница. Затоа велам, еден ден сето тоа ќе излезе пред очите на јавноста и тогаш ќе видите со какви предизвици ќе се соочила Република Македонија ако содржината на таа изјава била поинаку составена. И сега имаме, например, влада која ќе биде формирана врз темелите на една изјава на Зоран Заев, кој гарантира дека нема да спроведува владина политика која ќе се темели на тиранска платформа и така натаму и така натаму. И имате друг дел на влада кој ќе ја признава таа платформа бидејќи нема да се огради. И во една иста влада вие ќе имате два субјекти, два дела кои се диаметрално спротивни, како што имаме две Македонии. Македонија кај што владат и функционираат они и Македонија кај што живееме и функционираме ние кои не се допират. Самиот мен тоа ме чуди, дека самото доделување на мандат тоа е врз основа на нелегитимност.
Пошо имаше два услови. Председателот Иванов. Првиот услов беше гарантиране мнозинство. Нели така? Вториот услов беше гарантиране унитарноста на државата. Сега, нелегитимниот председател на собранието, Талат Џафери, испратил писмо до председателот дека има мнозинство. Така. Значи, со тоа едната пречка елиминирана. Сега, како тоа ќе елиминира кога еден нелегитимен дава гаранции дека има мнозинство? Второто, тоа е Заев дава гаранции за унитарност на државата. Какви са тие гаранции кога истовременно тој е дал писмени гаранции на албанците за спроведување на платформата и по одговор на тие гаранции е добил нивните подписи. Како е тоа? Тоа е контраверзно од секаде. Затоа велам капитулација. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитувани председатели на Република Македонија, дозволете да се заблагодарам од мое име како мандатор за составување на новата влада и уште еднаш пред јавноста да истакнам дека двете пречки кои што беа пречки за доделувањето на мандатот се отстранети. Председателот на Собранието на Република Македонија Талат Џафери го испрати писмото. Ниту еден документ, платформа, декларација, акт или действие кои би биле спротивни на погоре наведените ставови не може да бидат услов ниту основа за формирање и действување на владата на Република Македонија. Благодарам. Почитувани представници на медиумите, пречките за доверување мандат за состав на влада на Република Македонија се отстранети. Талат Џафери е избран не со мнозинство во парламентот, туку со малцинство во парламентот, бидејќи нема 61, а Зоран Заев не победи на изборите, изгуби на изборите. И вие имате две малцинства кои немат легитимитет пред граѓаните да формираат Тука и ние на вистина нашиот македонски парламентаризам во наводници тоа е за Гинес, пошо Талат Џафери има мнозинство во смисла таква, пошо некои пратеници гласали со две раци и се броили за по 20. И Брисел го поддржал. Брисел ги поддржа. Брисел ќе го поддржа дури ако некој, тука ќе кажам нешто вулгарно, ако некој гласа со 3 раце, со 3 органи. Така. И Брисел и тогаш кој го поддржа. Петри Шилегов со 2 раце гласал. Да, за тоа зборам. 2 раце. И Петри Шилегов се рачуна за 20. Добро, и ако е гласал и со нешто друго, тогаш и Брисел пак може да са 3 и Брисел пак ќе го поддржа. Сакате да кажете дека ако гласале со 3 раце и двотретинско мнозинство ќе може да обезбеди. Бадентери така натаму. Ама тоа ќе гледате дека и тоа ќе се обезбеди. И тоа ќе и Бадентер ќе дое. И пак ќе биде голема победа. И пак ќе биде голема победа. Значи ние од победа во победа влагаме. Да, точно тоа. Точно така. Се сведуваме на некоја филџан филозофија, знаете, на Босна и Херцеговина што беше од една голема држава, на крај да се сведе секој да е задоволен со таа нивна филџан филозофија. Тука да сум ја главен без разлика што ќе биде со државата или што ќе биде со Македонија. Така е. Видите сега, сериозно кажам. Тука ќе кажам во февруари. Во февруари тројца од Македонски манифест бевме кај председателот Иванов. И јас директно го прашав, председателе, знаете што ќе биде, дали знаете што ќе биде ако Заев стане премиер? И ми одговори, знам, ќе биде 1945. Директно. И вети дека мандат по никоја цена нема да доби. Сега гледаме дека што се случи што се случи, притисоци се случија, така е, навистина. Ама ти кога си на таа функција,
барем јас така сам, нали, тоа, кога си на таа функција, ти мора навистина да држиш. Уште повеќе знаеш што ќе стане со државата, дека си последна институција релевантна во Македонија. Ние нема што да се залажуваме. Ние државни институции други немаме. Влада, кај имаме влада? Ние имаме министри кои земат плата. Влада немаме. Собранието, гледаме. Само председателската институција беше. И председателската институција капитулира. И таа капитулира. И тогаш што имаме? Практично ние немаме ништо, имаме само македонски народ кој беше му потрошена, тука и јас сум го кажал не еднаш, потрошена му беше таа енергија, 2 месеци, за да биде инструментализиран. Тоа секога се лутам кога политичарите инструментализират народот. За нивните. Тие преговараа во собрание, преговараа тоа, народот на вистина е спремен да се бори, ама истото е како во 2001. Па затоа и предавството исто, слично е, како во 2001. Знаете, народот се бунеше, народот правеше демонстрации, кој подпиша рамковниот договор? Не го подпиша народот, не го подпиша колективно, не е ли така? Овој Љупчо Ѓорѓиевски го подпиша. Добро, Љупчо Ѓорѓиевски, да. Кој сега се прави многу паметен. Точно така. Кој нели дели Добро, совети. ама го подпиша и од едната страна, да. Го подпиша и од едната и од другата страна. Господин Мицов. Кој подпиша во Пржино 1 и 2? И од едната и другата страна. Логиката на Дуј е едноставна. Тие или ќе исчистат Беса од сцената, или тие ќе бидат исчистени од сцената. Значи Дуј сега има 2 противници. Едниот е Зоран Заев и СДСМ, кој му зема дел од гласовите, вториот е Беса. Билал Хасами и таа екипа околу Беса. Ако се сега во заедничка влада, тогаш Али Ахмети двата своји најголеми непријатели ги има во иста влада. Ке бара предпоставам одредени институции преку кои може да ја гони или да ја санкционира работењето на Беса, значи царина, обвинителство, може би управата за заемни приходи и така натаму. Значи Дуј ќе инсистира УБК или ДБК на тие работи. Не се таков лесен плен. Беса и села не се така лесен плен. Не може Алија и Дуј да се поиграва со нив така лесно. За волја на вистината, за среќата на албанците и за жал на Дуј, драстично паѓа рейтингот според последните мерења, на Ири драстично паѓа рейтингот на Дуј. Па дури од 27 април не гледам што Дуј може да излече како бенефит. Тамо се гледа како пратениците на Дуј излегуваат, влакно не им фали. Не само што влакно не им фали, туку се поздравуваат со тие што се тепачи во македонскиот парламент. Дефинитивно. Тоа значи дека овие од Дуј или знае, како што вели министерот, дефинитивно дека има информација у една тепачка така комотно да се однесуваш како Артан Груби со телефон или да се поздравуваш во спортски стил, јас не сум видел. Или си дел од сценарието, или ептен си Рамбо и не се плашиш од никого. А колку го знам, Артан Груби не е некој Рамбо. Значи дека е договорен. Дефинитивно. Јас според моите сознанија, според моите информации, според моите пишувања на моите лични ставови на мојот медиум, дефинитивно тоа било сценарио. Гаранции сега нас не се клучни. Ако Така Али Ахмети не се дистанцира или не ги прифати овие гаранции на Зоран Заев и не се дистанцира од Тиранската платформа, тоа значи дека Тиранската платформа е напишале американците или некои структури на Deep State-от. Ако во наредните неколку дена Али Ахмети не се дистанцира, тоа значи дека американците не му дале зелено светло да се дистанцира од Тиранската платформа. Ако не се дистанцира, значи тие му е сервирале. Ако тие му е сервирале, тоа значи дека работеле координирано и дека ова е све едно сценарио. Ние ќе видиме наредните неколку дена во кој правец ќе одат работите. Све ќе ни биде јасно во наредните 10 дена. Апсолутно, пак ќе се потсетиме дека Бренан беше кај Рама и тоа му беше последната посета пред да биде сменет. 35%. Сигурно не отишол да види како е Рама и што има ново во Тирана. Да, како отишол со некакви
Јасни инструкции што треба да се прави. Ви велите 35% смета дека има албанци во рамки на Така е. Република Македонија. Така е. Таа бројка ја даде Абдулменав Беџети во интервју за еден македонски портал. Ама зашто не кажат 32 или 40? Ама истата бројка 35. Тоа значи дека работат по истиот документ, Апсолутно. по истата платформа и се обидуваат една лага и невистина да ја направат вистина и нешто во што ќе веруваме сите, а не дозволуваат попис. Абдулменав Беџети беше втор човек на државната пописна комисија која се прекинува пописот во рамки на Република Македонија. А зошто е тоа така? Сега е подпредседател. Се прави заклучок дека ќе бидат по 20. По 20 и еден А сега во Ману ја блокира Ману да не делува. Да не делува. Еден од кандидатите кои би можеле да бидат еден шеф на државата, ако се Или бира шефот на државата, премиер. или технички премиер во собранието на Република Македонија. И тоа е таа бројка Така е. од 35. Кој би бил Така е. голем главен град на голема Албанија? Па таму ќе се биде од Тирана, ако успеат да ја формираат. Ја да ве потсетам дека Тиранската платформа вели интегрирано гранично функционирање. Тоа знаете што значи? Да нема граници практично. Да се движат слободно по нивните Дури оној територии. Вилијам Вокер, кој беше амбасадор Да. на ОПСЕ и кој беше главен оперативец на Да. ОПСЕ, кога е војната на Косово 99 година, што е интересно, тие операции подоцна ги води од Скопје и од Охрид. Тој вели дека всушност треба да се работи на проект на обединување на Албанија и Косово и албанската диаспора. Албанската диаспора подразбира Црна Гора, подразбира делови на Јужна Србија и подразбира половина од Република Македонија. Тамо треба да очекуваме конфликти во наредниот период. Мене ми е нејасно како може да не реагира една Црна Гора. Сега Србија гледаме дека драматично реагира и Грција почна да реагира поддржувајќи унитарноста на Македонија, бидејќи во документот албанската доктрина се наведени делови исто така и од Србија до Ниш. Македонија дури ја зафаќа Штип, исто така Грција, но и скоро половина Црна Гора со главен град Вулцин. Значи, отиде селото на Ванчо Михајлов и Тодор Александров у голема Албанија. Што ќе правите тогаш? Тоа се тие желби кои што се испорачани овдека. Вашиот Куморовец ќе немате, отиде у голема Албанија. Знаете што, ако не се реагира здружено, ако на Балкан не се постигне консензус за оваа заедничка опасност, да се реагира и да се бара или стопирање или разрешување пред европските авторитети и во Америка, они ќе продолжат ова да го прават. Петровски? Знаете што, за мене, извинете, за мене е огромен скандал талат кој што е насилно избран, оваа книга да ја стави покрај двете албански знамиња во неговиот кабинет. Он сакаше на нас нешто да ни порача. Да, многу јасна порака он ни прати, апсолутно. Па еве ја сватив мене е пораката. Пораката е дека од Македонија ќе прават или бинационална држава, Тиранската платформа, или ќе ја делат. Дали ова што сега се случува е драматичен вовед во федерализација? Имаме две структури. Албанците велат, ние не се откажуваме од Тиранска платформа, што значи остануваат на тие принципи на Тиранска платформа. Ако се откажат од Тиранска платформа, тоа значи за нив капитулација, фалименто, како ќе се обратат пред своите гласачи. Дуи, беса уште повеќе, значи не ни планира да се откажат. Од друга страна, Зоран Заев дава гаранции за дел од владата врз кој нема контрола. Ке му се јави некој министар кој што му се јави на Хари Костов и ќе речи, јас го слушам само судот на партијата, изборот на мојот лидер. Ти не си мој лидер, ти си премиер. Ти треба да се договори со мојот лидер. Ви имате два дела, како вода и како масло, кои не се мешат. И што понатаму? И по што понатаму? А тоа нека збориме за федерализација, вовед во федерализација. Воведот тој веќе беше направен. Воведот беше направен уште 2004 година со територијалната поделба. Знаете, западниот дел практично како е тоа. И проблемот е тоа дека таа федерализација, тоа не е крајна цел. Тоа е само една привременна цел. Целта практично е уништување на македонската држава. Тоа е. Не е федерализација како последна цел. Тоа е само едно нешто привремено, кое привремено може да трае 3 години, 5 години, а може да трае 3 месеци.
анализираме врз база на ова книга, ако имало значи фудбалски надпревар во Скопје, во Штип или во Велес помеѓу Македонија и Албанија, тоа веќе не би бил меѓународен надпревар, туку би бил внатрешен надпревар во рамки на иста албанска територија. Затоа ние овој меѓународен надпревар у Струмица го организираме, бидејќи Струмица не потпаѓа под голема Албанија. Мала шала, нели, во ова тешка политичка конјунктура. Како да ја коментирам? Како да ја коментирам? Значи, гледате дека... Срамотно нешто, Македонија да признае дека не може да организира финален на куп во главниот град Скопје и надпревар помеѓу Македонија и Албанија во главниот град. Тоа покажуваме слабост, покажуваме неотпорност, неимунитет. Па ќе се степат на стадион, нема да се знае кој пие, кој плаќа. Цела полиција нема да може да ги одвои шверцери, балисти или не знам кој навивачки групи. Како се закануваше после 27 април, како се закануваше Артан Груби на одредени телевизии. Па чекајте, знаете... Дека имале 2 или 3 полицајци или униформирани лица под нивна контрола, контрола, кај што вели Тала Џафери, нивни соборец, командант им е Али Ахмети. Па што е Тала Џафери? Нели беше во Арама офицер? Нели беше во Арама офицер? Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија, останете со нас. Погледнете ги рекламите и подоцна ќе се вратиме да одјавиме емисијата. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦЕХА од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦЕХА. Барајте го оригиналот ЦЕХА, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦЕХА. Избегнувајте фалсификати. Барајте оригиналната ЦЕХА. Пред илјадници години ги осветли нашите умови за да ја сватиме вистината. Трчавме низ вековите додека Томас Едисон направи чудо. И даде енергија и ние го дизајниравме егло во срцето на Австрија. Од 1969 секој ден растеме кон совршенството. На секои 2 секунди една светилка егло се вклучува за прв пат. Манекс го доведе во Македонија. Егло. My light, my style. Знаете кои се најголеми спонсори на голема Албанија? Мали македонци. Ако има големи македонци, нема голема Албанија. Само со мали македонци може да има голема Албанија на територија на Република Македонија. Точно така. Тоа се си кои ги знаеме уште од минатиот веќе, тоа тие кои ги викаме македончиња. Мали македончиња. Точно така. Македонци нема еден македонец достоинствен, тоа нема да дозволи. Ама за жал и тоа е проблемот. Тоа е проблемот, пошо еве и вие одите и јас одам нали низ Македонија и така. И гледам луѓе на вистина македонци со големо М, македонци цврсти, храбри, спремни, но тие 26 години са потиснати партиски од едните и од другите и не можат, не им се дава можност и тоа е целта. Тоа е целта. Да биде скршен духот. Да биде скршен духот на македонштината. Да, е точно така. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, не се гледаме идната недела во исто тоа време. Да не заборавите, недела 18 часот и 50 минути на Канал 5 телевизија. Се гледаме идната недела.